Ви информираме дека прагот на алармирање на суспендирани честички со големина од 10 микрометри во 2 последователни дена е надминат во Тетово и во Струмица. Вакво соопштение стигнало до струмичани на 5 јануари годинава од страна на Оделението за мониторинг на квалитет на воздух при Министерството за животна средина. Но она што загрижува е тоа што оваа информација не е изненадување за Струмица. Кога има ветар, градот е чист, но кога нема, особено при температурни промени, котлината се затвора како лонец и струмичани го дишат она што го продуцираат. Кога, да речеме, имаме такви денови, тогаш цифрите се некаде 300 милиграми на кубен метар. Значи, дозволено е 50, ние имаме просечно 300. А пиковите, оно што се амплитудите, одат и до 600 до 700, што е ужасно, тоа е отров. Значи, во тој момент се дише, они што е надвор, буквално дише отров. Такво нешто нема ни во Пекинг. До 25 јануари 2018 година сите мислеле оти градот има чист воздух, но поради необичниот мирис, општината инсистирала Министерството за животна средина да постави мерна станица. Откако ја поставиле, Струмица се наметнува како лидер во аерозагадувањето во земјава. Заклучивме дека претежно загадувањето на воздухот во општина Струмица е од граѓање на домаќинствата, потоа доаѓа патниот сообраќај и изворните стационари од индустријскиот сектор. На првиот гасифициран град во Македонија тешко му оди со замената на системот за грејење. Со изградени 47 км секундарна гасоводна мрежа, во Струмица гас користат само околу 450 објекти. 10 денари општински гасифицирана цената на гасот на кубен метар. На што треба да се греат струмичани за да се измерат вакви вредности? Ако ја погледнете Струмица со околината на сателит, огромна бела површина ќе ви го привлече вниманието. Голем број оџаци ѕиркаат меѓу пластениците со раноградинарски производи, претежно во селото Куклиш. Боре Зекиров е земјоделец. Тој објаснува дека за да се добие плод, потребно е големо количество на енергија. Кога ќе чуеш дека некој потрошил 1000 кубика дрва за да го загрее, да го произведе, сето она под пластеници. Тоа е многу. Бидејќи станува скапо, енергетиците стануваат многу, недостапни за овие луѓе. Тие буквално горат се и се што. Од Струмица газ велат дека знаат за овој проблем, но оти во бројни разговори со земјоделците заклучиле дека не е исплатливо да се инвестира во дистрибутивна гасоводна мрежа. Една од причините е тоа што овие котли не се соодветни за да се пренаменат на природен газ и за таа цел земјоделците ќе треба да инвестираат во нови котли со горилници на гасно гориво. Производството на храна станува толку скапо што Зекиров е загрижен дека во скоро време земјоделците и со овие услови на горење се што нема да можат да опстанат. Вложуваат многу и ќе опстанат само и најсилните. Прашање дали ќе опстанат и сега. Вештачки џубре оваа година се зголемени, цените се зголемени за 100%. Јас се плашам дека за неколку години ние ќе почнеме да купуваме домати од Кина. Чадот во Струмица доаѓа и од друга страна, од кај Добрашинци. Таму е складиштето на отпад за кое се најавува дека ќе стане депонија од 2 плански региони, Вардарскиот и Југоисточниот. Посебно во изминатите години, многу често се запалуваше и гореше. Реално, законски, депонии не сме да гори ниту еден ден во годината. А кај нас имаше над 180 денови. Чат излегуваше и кога ја снимивме оваа репортажа. Но околу градот 300 помали и поголеми диви депонии постојано додаваат штетни емисии. Најголемиот центар за производство на храна е пред повеќе предизвици. Еден од нив е да го расчистат облакот кој им го зема здивот.